И годинава, со јазикот на приказните, се обидовме да пренесеме многу теми, кои се од исклучителна општествена важност. Во фокусот ни беше родителството, семејните релации и воспитувањето, младите луѓе и нивното место во општеството, солидарноста, емпатијата, одржливоста како обид за поголема одговорност кон нашата планета. Ја обработивме од аспект на мода, земјоделие и туризам. Денес ќе направиме една сумирана ретроспектива на сето она што ви го подготвивме изминативе 365 дена во приказна. Колекцијата новогодишни честитки на архитектката Тијана Стојковска ги стопли срцата на многумина. Честитките представуваат илустрации кои се инспирирани од македонската архитектура, каде објектите се поставени во зимски амбиент. Сакав да ги представам градбите во една поромантизирана и носталгична атмосфера, која што ќе им овозможи на луѓето да се поврзат со тие градби и со тие места кои што се дел од нивната меморија, нивните спомени, сеќавања, преку една топлина, и гледам дека баш тоа е тоа што тие го гледаат и многу ми е мило што пораката ја примаат баш така како што сакам да испратам. Ова е продолжување на низата на илустрации која Стојковска ги изработува повеќе години нанасад. Секогаш одново откривајќи ги вредностите на домашното градителско наследство. Брутализмот и модерната архитектура се инспирацијата на дизајните. Најмногу брутализмот заради неговата експресивност, заради неговата скулптуралност, бидејќи еден бруталистички објект можеш да го доживееш на различен начин во зависност од тоа од кој агол го наблюдуваш, и пример баш таа експресивност гледам да искористам и со вклучување на имагинацијата да ја представам на еден начин што е сосема поразличен од тоа што ние го гледаме вообичаено. Новогодишните честитки, па воедно и сите честитки за роден ден, за било која убава прилика се важни за споделување на позитивни мисли и желби за луѓето што ни се блиски. Многу е интересно бидејќи живееме во дигитално доба каде што технологијата има земено многу голем замав и целата комуникација на луѓето најмногу нели се случува преку социјални мрежи. Интересно е што во целата таа комплексност на модерниот живот и брзиот начин на живот, на луѓето им треба малку едноставност, и мислам дека ова има некој начин на враќање кон некои поедноставни времиња, и се повеќе и повеќе е зголемен интересот. Ја ова го работам 4-та година веќе, и секоја година има се поголем интерес и се повеќе луѓе се враќаат на таа култура на пишување честитки. Минатата година, нашата уметница и архитектка Стојковска ја реализираше изложбата Поинакви архитектонски доживувања. Главната инспирација и фокусот на целата изложба беше македонската архитектура, а клучниот аспект ми беше надреалноста или сурреализмот, за да понудам некакви поинакви перспективи и перцепции за доживување на самите градби. Целта ми беше да ги оттргнам од нивниот контекст, бидејќи архитектурата се врзува нели со контекстот, со периодот во кој е изградена, идеологијата на тој период, вредностите на тој период, и некогаш тоа се одразува негативно, и сакав да ја оттргнам од тој контекст и да ја вклопам во нов, надреален, каде што ќе дојде до израз незината скулптуралност, експресивност и самите градби да бидат доживеани како скулптури во просторот, а пораката ми беше дека сите тие градби и од втората половина на 20-тиот век и сите пред нив не се само некои напуштени споменици од време кои што успеале по некоја сретна случајност да опстојат до ден денес, туку тие се одраз на нашето општество. А кога ќе ги видиме објективе и како ние се грижиме за нив и во каква состојба се, тоа многу кажува за нас како едно општество. Носталгична, меланхолична или романтична, секоја честитка има атмосфера што ќе побуди некои чувства во вас, гледајќи ги објектите кои се неразделен дел од нашето секојдневие. Духот и топлината на празничната атмосфера, магијата на зимскиот амбиент, вредноста на заедништвото и топлата преградка, убавината на споделување радости со блиските луѓе. Тоа се пораките кои се пренесуваат преку оваа креација на Тијана. А во духот на празниците, дружбата со неа ја завршуваме со желби за годинава пред нас. Да бидат здрави и среќни и успешни и да го ценат тоа што го имаат. Семејството и семејните вредности се важни елементи на културата. Најголем дел од семејните вредности се одвиваат главно преку семејните односи.
Семејна релација е еден широк поим, значи постојат неколку видови на семејни релации кои се испреплетуваат во текот на животот, така да еве ќе почнеме од релацијата, од партнерската релација, каде што нели се формира семејство и веќе се формира еден, да кажам, почеток на семејството, што би се нарекло семејна релација. Од партнерските односи, нели секако понатаму мораме да бидеме свесни дека произлегуваат и оние други односи родител-дете. Тука мораме да напоменеме дека во однос на релацијата родител-дете, релацијата помеѓу партнерите е многу битна за развојот на детето понатаму во неговиот живот. Семејството во минатото некако многу полесно се дефинираше, затоа што беше статично и универзално, додека денеска е многу потешко да се дефинира семејството и дури онаа дефиниција која што сите ја знаеме дека семејството е основна клетка на општеството, се отфрло многу социолози, затоа што сметаат дека денес на општеството не му е потребно семејството, дека практично општеството може да постои и без семејство. Денес заради современиот начин на живот, нели динамиката, културните влијанија и целата таа промена, повеќе зборуваме за семејства наместо семејство и практично има толку дефиниции колку што има и семејни модели. Од повеќето функции што ги има семејството, социјално-воспитната се смета за една од најважните. Токму и затоа комуникацијата во семејството е исклучително важна. Би сакала да пратам една општа порека на тоа дека секое семејство има своја различна и автентична комуникација. Нели ќе видиме различен тип на семејства кои каде што можеби некаде вербалната комуникација ќе е на повисок тон, каде семејства кои ги викаме дека се бурни, можеби имаме некои семејства што се порезервирани и поприватни, меѓутоа без разлика на нели каков е тоналитетот и разговорот во семејството, тоа што е најбитно е да имаме една ефективна комуникација. Развивањето емпатија е од клучно значење за воспоставување квалитетни релации и сочувствително однесување. Ова вклучува доживување на гледиштето на друго лице, а не само сопственото, и овозможува посоцијално однесување кое доаѓа одвнатре, наместо да биде принудно. Емпатијата е сложен психички капацитет, се содржи во себе или емпатијата се сочинуваат пред се две, така да кажам, две димензии, емоционална и когнитивна. Тие може да бидат основа на сожалувањето, меѓутоа сожалувањето е нешто поинакво и различно од емпатијата. Сочувствување е еден од преводите на емпатијата на македонски јазик, може да се користи како синонимно, но сочувствување во исто време е превод и за еден друг термин од англискиот јазик, или фактички не е поентата толку во терминот колку во капацитетот, емоционалниот и когнитивниот капацитет, тоа е compassion. И тука сакам да направам една разлика помеѓу емпатија и compassion, или тој тип на сочувствување кој повеќе во себе ја содржи таа когнитивна компонента на разбирање на состојбата на другиот. Емпатијата ни помага да соработуваме со другите, да градиме пријателства, да донесуваме морални одлуки и да интервенираме кога гледаме дека другите се малтретирани. Кога ќе се спомне емпатијата, луѓето првенствено помислуваат на оној капацитет да го почувствувам чувството што другиот го чувствува. И тоа е таа емоционална компонента. Меѓутоа, развивањето само на таа емоционална компонента е пат во непознато. Можеби понекогаш води кон добри резултати и помагање, меѓутоа многу често може да биде сочувствувањето, сострадањето на другиот да ме поттикне на деструкција и на агресија. Така што она што нам ни е потребно да го развиваме кај луѓето, кај децата, кај младите е таа когнитивна сочувствителна компонента на емпатијата, која нужно не мора во себе да ја вклучува и димензијата дека јас ќе го чувствувам на емоционално ниво страдањето на другиот, туку да разберам како се чувствува, да ги разберам причините за тоа и да поттикне кај мене акција која што ќе ме придвижи во насока на помагање на оние кои што страдаат. На детето му треба време за да развие емпатија. Емпатијата не е нешто за што директно можеме да ги научиме децата, туку тие ќе ја стекнат преку игра, комуникација, слушање приказни и имитирање на примери од околината, а тоа најчесто е имитација на однесувањето на најблиските.
Игрите се исто така многу битен фактор во развојот на децата и нивната емпатичност, затоа што преку играта детето ги учи начините, правилата на однесување со другарчето, учи како да му помогне, како да стане похумано, како да напредува. Поттикнувањето на вештините за критичко размислување при читањето е од суштинско значење за когнитивниот развој на децата. Критичкото размислување им овозможува длабоко да се вклучат во тема или книга, поттикнувајќи подобро разбирање на материјалот. Тоа е вештина која не се развива преку ноќ, туку може да се негува преку различни стратегии и искуства. Критичноста на мислењето, барем од гледна точка на наставата, најдобро се развива низ усвојување на дедуктивниот начин на размислување. Што тоа значи? Тоа значи, децата треба од мали нозе да се обучуваат, да ги докажуваат својствата кои што ги слушаат. Тоа најдобро случи во математика. Да се разбереме. Математика не се учи заради деца да бидат математичари. Математиката се учи токму заради нејзината прецизност и фрапантно добрите можности за развивање на својството на мислењето, меѓу кои критичноста. Развивањето, подобрувањето на квалитетот на мислењето, наставниците неопходно е да го прават стручно, со унапредување на нивните вештини како педагози. Истава приказна им ја раскажувам на моите ученици и им кажувам дека секогаш пред некоја важна одлука седнете, размислете, соберете факти, анализирајте, гледајте ги од сите страни и аспекти информациите, анализирајте и тогаш донесете одлука. Но има една работа што би сакала да ја споменам, барем кај моите ученици, не прават секогаш разлика помеѓу критика и критичко размислување. Така да критиката им викам, замислете ја дека критичкото размислување е како детективска работа. Ба вие сте детектив, значи вие кога сте детектив само истражувате, собирате факти, собирате информации, а не критикувате, не барате грешки. Во современото живење, способноста за критичко размислување и кодирањето се едни од најзначајните вештини на 21. век. Децата активно учат врз основа на љубопитност и интерес, но потребно е да се поттикнуваат, да поставуваат прашања, да најдат постапки за решавање на проблемите кои се базирани на докази и проверени извори на информации. Поради тоа и днината, не само денешницата, туку и днината на младиот човек, основата е во критичкото размислување. Токму поради тоа е многу важно да размислуваат критички, односно да размислуваат со своја глава, да носат самостојни одлуки и да бидат автономни во нивното станување на човек. Па во денешното време децата се повеќе се пред екраните, самите сме сведоци и гледаме. И самото тоа што го гледаат на екраните содржи наратив кој што е доста консумеристички. Например, видеа со експлицитни содржини каде што нешто се рекламира, видеа во кои што имплицитно нешто се рекламира. Децата се доста изложени и да, тоа може да влијае врз нивното детство, како ќе се развиваат и како ќе се созреваат. За почеток, првото што го гледаме е деца кои што се доста незадоволни, сакаат уште и уште. Самото гледање на видеа лачи допамин, а и самото купување на нешта лачи допамин, така што децата сакаат уште и уште од тој допамин. И кога купуваат работи или ние им купуваме работи, тоа не им ја пополнува празнината, затоа што тој допамин се лачи само во тие ситуации. Значи, децата најпрво тоа што го гледаат сакаат да го имаат, без разлика дали е соодветно за возраста. И ако го добијат тоа што го бараат да го имаат, прво не знаат што да прават со тоа. Потоа почнуваат да се облекуваат, да се шминкаат, девојчињата, машките да добиваат поскапи компјутери или PlayStation или слично, што не е соодветно за возраста и со самото тоа еден аспект на созревањето се забрзува, а другите социоемоционалните аспекти се успоруваат. Во пракса се почесто гледаме деца кои што имаат пониска самодоверба и кои што не добиваат се од тоа што го бараат, а го гледаат во тие маркетиншки видеа, кај нив има голем пад на самодоверба и исто така има едно чувство на неприпадност со групата, со толпата
јас го немам тоа, а го немам значи не сум. Така да доста влијае на пад на самодовербата и доста влијае и на развој на незадоволство и несреќа. И во некои случаи дури и очај. А и консумеризмот доста проблеми прави во семејствата. Почнуваат кавги, забрани, ограничувања или допуштање, што исто така не е здраво за емоционалниот развој на децата. Доста се поистоветуваат, затоа што децата кога ќе ги слушнеме како разговараат, викаат сакам да имам геймерско столче како тој лик, сакам да имам ташна како таа и таа јутуберка, сакам да имам шминка како таа јутуберка. Значи, се истоветуваат, тие се денешните рол модели. Јутуберите, инфлуенсерите се денешните рол модели, затоа што реков, нели, децата поголем дел од времето го поминуваат пред екраните. И детската психологија оди така, ако го имам тоа што го имаат сите, значи припаѓам и сум прифатен. Ако го немам, се создава чувство на незадоволство, пониска вредност, несреќност и слично. Родителите најмногу влијаат во создавањето на тие навики, затоа што ние како родители им го пренесуваме материјалистичкиот скрипт. Тоа значи односот кон имањето и трошењето и поседувањето. Ние како родители, ако не го поставиме правилно тој скрипт, односот на потрошување, поседување почнува да станува во некои високи размери. И ние како родители сме должни да им објасниме на децата кој е односот помеѓу трошењето, поседувањето, колку е доста, колку е доволно, што друго може да се прави наместо да се купува и да се има. Ние сме тие кои што имаат главната улога. И тоа можеме да го правиме на многу начини. Еден начин е преку разговор, баш за ова што го кажав, односот меѓу имање, поседување, среќа, задоволство и слично. Вториот начин е да им објасниме како тоа купувањето и консумеризмот исто влијае на планетата Земја и загадувањето. Многу деца тоа не го знаат, каде одат тие пластични играчки, плейстейшни, компјутери и слично. Третиот начин е да ги учиме на благодарност, да бидат благодарни со тоа што го имаат, со тоа што е доволно, што во последно време не го гледаме често, меѓутоа тоа е важно да се научат и ние како родители тоа им го пренесуваме. Важно е да ги поттикнуваме да размислуваат критички, сега постојат секакви случаи во пракса индивидуални. Некои деца се уште мислат на 10 годишна возраст дека тоа што го гледаат во видеата е вистинско, а некои деца знаат и најдобро е од мала возраст да се почне да се работи на тоа критичко мислење, да се прашуваат децата дали тоа што го гледаат е вистинско, да им се објасни зошто не е вистинско, да им се кажат сите факти и децата потоа ги прифаќаат и почнуваат и самите да размислуваат. Сите ние мора да прифатиме дека времето во кое живееме е премногу динамично. Во разни животни фази сите може да имаме добро ментално здравје, но зголемената изложеност на стрес може сериозно да влијае врз нашето ментално здравје. Траумата е емоционален одговор на една личност на одредено вознемирувачко искуство. Самиот збор травма буквално значи рана, шок или повреда. Кога ќе ослушнеме зборот травма, веднаш на сите ни доаѓа една асоциација дека станува збор за некое силно доживување. И самиот збор травма доаѓа од грчкиот збор што значи рана. Тоа значи една психолошка рана. И всушност траумата доаѓа, ја доживуваме како под влијание на некои надворешни случувања кои што се доста силни и травматски влијаат на нас. Сите носиме некоја травма со себе. Соочувајќи се со траумата и својата лична травма и колективната травма, произлегува сите тие негативни емоции, но кои што на крајот вродија со позитивни и пред се најважно од сето тоа ми беше што повторно си ја разбудив љубовта во себе. И за прв пат решив да не ги потиснувам, односно да не ги занемарувам, седев со емоциите и ги чувствував. Траеше тоа, беше период, да кажам, од година-две. Меѓутоа, работејќи на таков начин, од емоциите, од тие негативни емоции, дојдов до откритие, односно се сретнав со оние убави емоции.
есенцијалните емоции. Дојдов до есенцијата на нашето постоење. Се сретнав со емоциите кои што се сенка на овие негативни емоции, односно се рефлексија, тоа се љубовта, радоста, среќата, сочувството. На траумата не се имуни ни децата. Дете кое што е травматизирано, кое што има преживеано одредено травматско искуство, најчесто ние што можеме во градинките да видиме е менување на однесувањето. Всушност сите оние пројавни облици на менување на однесувањето на децата нам ни се првиот репер кој што ни дава одредена сомнеш за да се фокусираме кон тоа дете и да размислуваме и да гледаме на него на поинаков начин. Децата кои што имаат травматски искуства најчесто манифестираат поинакво однесување од тоа што било претходно. Покрај акутната реакција на стрес, покрај посттравматското стресно расстройство, значи кај децата подоцнежно може да се јави една хронична анксиозност, може да остане една хронична депресивност и всушност траумата може да направи, како да кажам, едно поле за понатамошни психолошки расстройства кои што се поврзани со менталното здравје на детето. Исто така, на план на личност може да влие врз самодовербата, може да влие врз една зголемена плашливост. Со спојување на полињата на психологијата и уметност, уметничката терапија ни нуди уникатен и длабок начин да го истражиме нашиот внатрешен свет и да се справиме со емоционалните предизвици. Арт-терапијата представува форма на психотерапија, која што во принцип не се интересира за естетиката на произведениот продукт, односно за сликата која што клиентот ќе го произведе, туку голем осврт се дава на емоциите и на водењето на клиентот низ целиот тој процес. Сакам да напоменам дека арт-терапијата представува една обширна метода која што пред се не се користи индивидуално како арт или како уметност, туку во неј се спаѓаат одредени форми на музика, се вметнува танц, поезија, се вметнуваат драма терапија и така натаму. Често пати луѓето ги мешаат тие поими на арт-терапија, само се осврнуваат на делот на сликањето и на изразувањето преку цртеж. Пак ќе напоменам, значи не е цртање и боење, туку се вметнуваат и останатите методи на креирање на целиот тој процес. Ритмичките и повторливи движења, вклучени во создавањето уметност, предизвикуваат медитативна состојба, промовирајќи релаксација и намалувајќи ја анксиозноста. Физичките придобивки од пеењето, како и музиката, се истражувани многу пати. Создавањето музика го вежба мозокот и телото, но пеењето е особено корисно за подобрување на дишењето, држењето на телото и мускулната напнатост. Хорското пеење кај мене представува значи пред се многу голема организираност, одговорност, многу голем фокус кон работата, концентрација, тимска работа. Значи тука не се работи за поединечно пеење, туку за групно пеење и бара максимално вложување во работата. Слушањето и учествувањето во музика се покажало дека е ефикасно и за ублажување на болката, веројатно поради ослободувањето на неврохемикалии како што е ендорфинот. Зошто е убаво? Затоа што мислам дека многу влијае на психичкото и физичкото влијание кај човекот. Значи има многу придобивки со хорското пеење, делува многу и на расположението, значи се чувствува човек и поздрав, барем јас така го доживувам, кога се пее, се развиваат белите дробови кај човекот, почнува циркулацијата на крвта да работи подобро, едноставно се осеќаш среќен. Џабе не рекле, кој пее зло не мисли. Постојат низа докази кои сугерираат дека музиката може да игра улога во одржувањето на здрав имунолошки систем, со намалувањето на хормонот на стрес, кортизолот. Хорското пеење позитивно влијае врз многу аспекти во емотивниот и во психофизичкиот развој на децата во текот на нивното образование. Пеењето во хор е идеално за деца што имаат потешкоти со учењето, бидејќи представува соодветен
мемориски тренинг, атмосфера на заедништво и дружење. Едно истражување покажува дека треба да пееме што повеќе, бидејќи тоа е добро за здравјето и позитивното влијание врз поврзаноста едни со други. Згора на тоа пеењето го подобрува израѓањето на личните патишта. Музиката се користела во различни култури низ историјата, во многу ритуали за исцелување и денес се користи како терапија. За време на летниот период, академскиот хор Мирче Ацев учествуваше на меѓународниот светски хорски фестивал на мирот во Австрија, во Виена, значи во лулката на музиката, така да имавме прилика да настапуваме со многу хорови од целиот свет за прв пат. Мислам дека нашата држава се представи, нашиот хор ја представи нашата држава и имавме прилика во текот на настапите да бидеме дел од сите можни изданија културни во Виена, така да последниот гала концерт ни беше во Музикферајн, значи познатата сала во која се одржува секоја година новогодишниот концерт и мислам дека академскиот хор Мирче Ацев е првиот хор кој настапувал, македонски хор, на оваа сцена и импресиите беа прекрасни, сите бевме воодушевени првенствено каде имавме прилика да настапуваме, а како шлак на сето тоа дојде и наградата која беше потврда за нас. Прво место во категорија на мешани хорови, а исто така освоивме уште една награда која е исто многу значајна, најдобра, значи хор кој извел најдобра композиција од периодот на класицизмот, а класицизмот знаеме дека е период во кој најголемите композитори всушност доаѓаат и од Австрија и од Германија. Како репродуктивен уметник, оној што го гледа градивото па го пренесува, освен усовршувањето на студиите и совладување на мануелната техника, која е доста важна, еден важен сегмент при изучување на шемите во диригирање, како и агогика и сите оние музички теоретски дисциплини кои ги изучува диригентот на студиите и понатаму се усовршува, е многу битен елемент во пренесување на знаењето на хористите. Но посебен за мене и најзначаен елемент кога станува збор за матерски хорови е неговата способност педагошка и психолошка, како се тој да го она што го чувствува и што го познава, знаење да го умее да го пренесе и тоа на секој хорист првенствено индивидуално да им се приближи, а потоа заедно да интерпретираат и емотивно ја доживуваат музиката. Кога зборуваме на глобално ниво за светската хорска музика е во голем подем, значи голем напредок, дури и хорови и држави кои што не ја негувале претходно хорската музика, сега има значителен напредок и тоа има многу иновации, не се оние статични класични поставки на хорот, туку веќе се внесуваат и разни елементи на интерпретација, разни кореографии, движена чекори, што уште повеќе ја збогатува и интерпретацијата и ја пренесува онаа емоција на публиката. Можам да кажам дека овој период последниве години, за разлика од времето на бивша Југославија, кога беше во значителен подем и развој, сега малку стагнира и покрај тоа што има хорови, но сепак тоа се основа на некој ентузијазам, без некоја поддршка од надлежните институции, значи се трудат, ама мислам дека не е доволно, затоа што првенствено и училиштата, а и детските хорови недостасуваат, а всушност они се основата за градење понатаму на возрастни и младински и студентски хорови. Но се надевам дека во иднина тоа ќе престане ова стагнација и ќе продолжи со некој чекор напред. Оваа сезона Националната опера и балет ја стартуваше со возбудливата сценска кантата Кармина Бурана од германскиот композитор Карл Орф, но и со голем ентузијазам и најави за богат, атрактивен репертоар кој ќе ја врати публиката во салата.
оперската, балетската, симфониската музика, можам да кажам дека последните 8 години беше во прилично незавидно ниво уметноста. Овој тип на уметност, бидејќи многу малку се вложуваше во живата уметност. И мислам дека направивме еден план, посебно во нашата куќа, да ја, така да кажам, да ја оживееме таа уметност, да привлечеме многу повеќе публика, да поставиме редовен репертоар, да поставиме атрактивен репертоар со гости, солисти, со пејачи, тоа што долги години наназад го немаше и куќата беше во една, како да кажам, една музичка летаргија, значи не беше атрактивна за публиката, и операта и балетот. Не е дека ние немаме кадри, ние имаме многу добри уметници во нашата куќа, но сепак публиката сака да види на нашата сцена многу странски гости, други искуства, други начини на пеење, на играње. Мислам дека тоа ќе го постигнеме многу брзо. Овие 3 месеца од кога јас ја раководам куќата, со раководителите на операта и балетот направивме еден добар план. Подигнување на квалитативното ниво на ансамблите и солистите, и во балетот и во операта. Ова е само дел од тој план. Арсовски вели дека се на добар пат да го направат тоа, а главната инспирација е публиката, која во изминативе 3 месеци покажала дека ако има разновидност во програмата, сака да доаѓа во операта и балетот. Ние направивме една анализа што се случува во последните 8 години во, ако ви интересира, во нашата куќа, но ние како најголема институција од културата по бројност и на вработени и на ансамбли, сме некој, можам да кажам, некој репер како публиката реагира на добри представи и на добри солисти, на гости. И мислам дека тој дел почнавме да го остваруваме, посебно во тоа што го напоменав преска, пред малку во квалитетот на понудата, бидејќи морате нешто да понудите за да добиете публика. Ни се враќа онаа наша публика, оперско-балетска публика, во голем број, бидејќи понудата е се поголема и мислам дека ќе успееме во таа намера. Плюс поради тоа што ова можеме да го сврстиме во категоријата на така наречена некомерцијална музика, но таа е есенцијата на едно културно живење во општеството. Без овој тип на култура ќе имаме духовно посиромашно општество. Објектот каде е сместена оваа институција е грандиозен. Дел е од личната карта, не само на Скопје, туку и на државата. Објектот беше девастиран во голема мерка. Го реновиравме и службеното фоаје. Од нашиот библиотечен фонд ја извадивме целата историја на овој објект. Кој представи, старите плакати, представите, значи публиката да биде запознаена, бидејќи ова не е од вчера. Операта е од 47 година, балетот е од 49 етаблиран. И овие две куќи, односно една е сега, имаат своја историја во нашето општество. Со тоа најавивме и една, како да кажем, една најава направивме дека во 2025 година ќе продолжиме со инвестициите, но моето сознание со разговорот што го имав со министерот Лутков, дека во 25-та ќе почнеме со позначително реновирање на објектот. И мислам дека тоа ќе се случи. Имаат они добра волја, имаат одредено некои средства, кај што во текот на барем 4 години, не можеме све одеднаш да реновираме, во текот на овие 4 години ќе пробаме да го во голема мерка да го освежиме објектот, да биде пристапен за сите, да биде еден храм на уметноста.
Стабилен репертоар значи и повеќе публика во сала, но и можност за поврзување на културата и туризмот. Што е многу битно, сега и туристичките агенции ќе можат во својата понуда да ги вклучат и нашите представи, бидејќи знаат која представа, како, кога се случува, бидејќи сега е поново е Министерство за култура и туризам и ќе можеме да направиме еден спој и со туризмот, односно туроператорите, бидејќи јас сум разговарал со повеќе од нив само им треба репертоар кој што ќе се, понуда, репертоар кој што ќе е стабилен за нивните гости кои ќе дојдат да можат во нивната понуда и тоа да го направат. Тоа ќе го добијат, како што го добија овие последните 4 месеци од септември до сега, до нова година. Сега ќе биде исто така 6 месечен, но во текот на март, февруар-март ќе го направиме и репертоарот до нова година. Така да скоро цела година ќе имаме точно кога, кои представи се случуваат и ќе има известност кај публиката и таа ќе може да бира на што сака, кога може, како може да го планираат нивното време. На почетокот од новата 2025, Василичарскиот концерт е тој што со нетрпение традиционално се очекува. Годинава на 11 и 13 јануари. Имајте убави празници и создавајте убави и инспиративни приказни. Довидување!